Почитувани, ВМРО ДПМН уште пред неколку недели предупреди дека владата преку ОТА набавила опрема за следење на комуникациите за која нема законска рамка. За нашите индиции и сомнежи дека власта може нелегално да следи 2 милиони граѓани, го известивме и јавното обвинителство. Реакција уште нема. Деновиве повторно гледаме дека ОТА е вмешана во сомнителна шема и можна злоупотреба на ингеренциите при следење на граѓаните. Од новинарско истражување на грчкото Inside Story и македонската ИРЛ дознаваме дека ОТА уште во 2020 година купила шпиунски софтвер за следење на интернет комуникацијата на граѓаните, наречен Предатор. Според истражувањето, новинарите тврдат дека шпионскиот софтвер е набавен како од македонската ОТА, така и од грчката служба. Во истражувањето се наведува дека дополнително македонската и грчката служба имале неколку средби, пошто во 2022 година направиле и нацрт договор за соработка и размена на класифицирани и некласифицирани информации кои произлегуваат од следењето на податоците, а врховно одговорен за ова е Димитар Ковачевски, кој како премиер е одговорен за координирање на овие служби. До подпишување на договорот не дошло само заради шпионската афера која ја потресла Грција, во која беа обелоденети информации дека нелегално се следени политичари и други јавни личности. Овој софтвер, кој го поседува ОТА, е проблематичен и за самиот НАТО. Користењето на истиот е потенцијална закана за нелегално следење на илјадници граѓани и нивната интернет комуникација. Затоа уште еднаш го повикуваме јавното обвинителство да постапи по нашите барања, а дополнително на тоа да постапи и по најновите индиции за можна шпиунска афера со софтверот за следење Предатор.